Скопје, се враќаме во студиото и отвораме уште една тема, последна за денеска, ќе финишираме со разговорот за македонската автохтона раса македонски паничар во денешното издание на емисијата Македонија наутро. Гости ми се Маријан Костовски и Владко Костовски од кинолошкиот клуб Македонски паничар, едни од ретките браќа кои што се грижат за зачувањето и продолжувањето на низдата, лозата во македонските раси на кучиња. Добро утро, добро дојдовте. Утро за гледачите на оваа телевизија. Маријан, ќе почнеме со вас. Документарен филм за првата изложба, државна изложба за расата македонски паничар. Колку беше ова потребно и колку сте задоволни од тоа што се случи на изложбата, а потоа и од телевизиското, односно од филмското остварување? Имаме инсерти од документарецот, ќе ги видиме од текот на разговорот. Во секој случај, ние сме задоволни од нашата работа, едноставно толку се нашите сили, толку се нашите можности, толку колку што можевме создадовме еден проект кој беше во голема мера значаен, затоа што на некој начин ќе го прошири љубопитството кај македонската јавност за ова куче. Но најпрвен како вовед би сакал да укажам на неколку важни карактеристики или белези на македонскиот паничар, чисто како вовед. Она што го забележавме во досегашните истражувања, мерења, особено за карактерот на ова куче, забележавме три важни белези, односно карактеристики. Првиот белег е тоа што ова куче на некој начин умее да создаде амбиент, да го рециклира просторот во позитивна смисла во домот, во куќата, во семејството и така натаму. Од друга страна, вториот белег што го забележавме е дека ова куче е гласник или аперџија, по еден постар збор да употребиме. Кога доаѓа некој во домот, во куќата и така натаму, тоа куче реагира на некој начин со одредена боја на гласот, така што можеме уште веднаш по лењето да дознаеме за каков пријател, односно непријател станува збор кога доаѓа некој. Например, гласот е одсечен, поостар, кога ќе почувствува ова куче нешто непријатно во оној што доаѓа, а од друга страна, ако доаѓа некој кој е благопријатен за семејството, мрда со опашката и така натаму, се чувствува неговиот израз, движењето, држењето му е одлично. Значи, тој е вториот белег, и третиот белег е еден вид препорака. Кога станува збор за ова куче, ние препорачуваме за во оние семејства каде што има деца со пречки во развојот, да се чува едно вакво куче, затоа што не е агресивно, затоа што е прифатливо за децата и на некој начин умее да ги скроти оние непријатни околности што се среќаваат секојдневно во животот во едно семејство. Така што оваа трета карактеристика за ова куче особено ми е драга, затоа што е потребна и има на некој начин лековито својство и благопријатно влијае врз состојбата на таквите деца. Владко, како влијаеше организирањето на првата државна изложба врз општата слика за оваа раса за која што тенденцијата е да добие и меѓународно признание? Изложбата се случи на 23 април во паркот во општината Ѓорче Петров. Целта на изложбата беше да ја запознаеме македонската, но и светската кинолошка јавност за постоењето на оваа раса. 200 до 300 присутни беа на изложбата, меѓутоа целта на овој документарен филм за кој идеа инсерти, ако и публиката, оние кои се љубители на македонската кинологија, ќе можат целиот да го изгледаат на YouTube каналот, е да се запознаат, затоа што многу поголема популација ќе може сега да види како изгледаат тие раси, една од македонските автохтони раси на кучиња, и ова е еден од 30-тината документарни филмови кои со Маријан сме ги правеле, а се однесуваат на автохтоната популација на македонски раси на кучиња. На изложбата во моментов
иде кучето кое беше прогласен за првак на раса, Макс на Мирча Кој што Владимиров. беше во студиото на Македонска Беше, да, веднаш после изложбата. И целта е да го потикнеме интересот кај македонците да одгледуваат, да ја чуваат оваа раса, затоа што се одгледувала во континуитет од неолитот, значи од тие костени остатоци пронајдени во неолитските населби во Македонија укажуваат на тоа дека популацијата на луѓе кои живееле во тие населби одгледувале кучиња со мал раст, а во континуитет го имаме на македонски антички монети, македонските кралеви го чувале на Александар I монетата до конјот трча куче со мал раст, на надгробни споменици и во континуитет опстанал до денес, но се плашам да не оваа прва изложба остане и последна, доколку некои измени во законот за благосостојство на животните не го нарушат тој процес и ова навистина да биде прва и последна изложба за македонскиот панич. Ќе зборуваме по крајот на разговорот за новиот закон кој што треба да стапи на сила. Колку е потребно да се зборува и зошто е потребно да се сочуваат македонските автохтони раси на кучи? Затоа што тоа е белег на Македонија. Тоа е нешто со кое Македонија ќе се представува во светот. Македонија има славна историја. Но ние не можеме до бескрај да се гордееме и фалиме со македонските кралеви, со Александар и Филип. Да, тие направиле нешто по што светот ги препознава уште пред 2300 години. Меѓутоа, што нашата генерација македонци прави, по кој светот ќе не препознава и ќе не споменува, што Бранко, Марјан, Владко направиле сега во 2023 година, што сочувале нешто што е вредно за светот да го негува и да го споменува. Ние имаме автохтона популација на кучиња, дел веќе се почнати процедури за нивно признавање и во Светската кинолошка федерација, како што е примерот со македонското овчарско куче Караван, кое јас и Маријан пред 20 на години го почнавме да го одгледуваме, одевме по Бачила, симнувавме во планините примероци за да почнеме со негово одгледување. Истото она што сега го правиме со македонскиот паничар. Значи, Македонија има капацитет да има 6 македонски раси на кучиња. Македонското овчарско куче Караван, македонскиот паничар, мијачкото овчарско куче Шарпланинецот, македонскиот царски загар, македонскиот рг и македонскиот паничар. За 3 од овие раси веќе постојат матични клубови, кинолошки клуб Македонски паничар, кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караван и кинолошки клуб од минатата година Македонски царски загар, кои се грижат за популаризација на овие македонски автохтони раси. За Шарпланинецот, за жал, не постои кинолошки клуб, меѓутоа Кинолошкиот сојуз на Република Македонија се грижи за неговото одгледување, презентирање во светот. А чисто македонска ли е ова раса или не е само македонска, и српска и така натаму на земјите кои што се во Зборуваме за Шарпланинецот? За Шарпланинецот. Шарпланинецот е раса која ние делиме со Србија. Шарпланина е планина која Косово беше до неодамна и дел од Србија и како таква е матичноста е поделена меѓу Србија и Македонија. Ние не можеме ниту една буква од стандардот на Шарпланинецот да промениме без одобрение на Српскиот кинолошки сојуз. И спротивно, нели? Да, спротивно, меѓутоа факт е дека ние имаме половина раса. Хрватска има, да не ги споменувам развиените европски држави кон кои ние стремиме, Англија, Франција, Германија имаат по повеќе од 50 раси матични нивни кои носат имења на придавки на нивните градови, држави, региони, како Бортошка, Дога, англиски масти, француски булдог, така натаму. И на тој начин си ја презентираат земјата во светот. Овие раси, македонски паничар, македонско овчарско, значи го имаат како предзнак македонско и на тој начин на кинолошките изложби која ќе биде изложувано куче од оваа раса, ќе слушнат за Македонија, сакале или не ќе. Ќе биде македонското знаме на јарболот на таа кинолошка изложба,
затоа што присуства и национална раса од Македонија. Значи, тоа е национално богатство кое ние сме должни да осочуваме за идните генерации. Ништо поважно нема при носење на некој закон и измени на тој закон, ако со тоа постои опасност да се наруши ова македонско кинолошко национално богатство. Зошто се потребни Да, македонските раси? Сакам да кажам. Од друга страна, од финансиски аспект гледано, кога ќе се регистрираат сите овие раси на меѓународно ниво, голем број гледувачи од Македонија ќе можат и да заработуваат, и дури семејства со неколку кучиња во домот ќе можат да обстојуваат, да финансиски да го одржуваат дури семејството, затоа што, да речеме, цената на едно куче во просек 2-3 евра, да речеме, во странство, во западниот свет. Така што има повеќе придобивки, освен што ќе се рекламира државата, се рекламира во исто време и голем број семејства можат да обстојуваат од оваа работа. Тоа беше следното прашање, колку е тешко или лесно да се одгледа прво една раса, да се издржи притисокот што го носи со себе, што го носи тие параметри и услови што треба да се исполнат, и понатаму колку е тешко или лесно да се испромовира таа раса југославски рамки во денешната констелација на кинологија. Денес со интернетот се е полесно, многу полесно се шират информациите, така што многу лесно можеме да ја шириме идејата за македонските раси на кучиња и од друга страна сето тоа може да влие врз општото расположение, да го подигне расположението општо на народот, затоа што чувањето куче е на вистина пријатна работа. Да се дружите со куче со најдобриот пријател на човекот е особено важна работа во животот, затоа што, како што кажав, пријатно дејствува врз психологијата и аурата на едно семејство. Меѓу луѓето во поново време владее фразата дека не ги заслужуваме кучињата, дека се преблагородни и преблагодарни и дека ние не ги заслужуваме како наши најдобри пријатели. За жал така е, затоа што гледаме што се случува со психологијата на човекот во последно време. Тоа било така низ вековите, меѓутоа во последно време со зголемувањето на технологијата, со војните, со едноставно негативната свест кај човекот ни дава право да дојдеме до еден таков заклучок дека навистина човекот има и некоја темна природа која треба да се надмине што повеќе и што побрзо. Владко, неколку пати го споменавме новиот закон, што содржи тој во себе и какво влијание, без да навлегуваме сега кој што направил, како направил и кој што мисли, како мисли, што во себе содржи овој закон и како тој може да влијае врз македонските раси. Прво, што значи закон? Ставам збор за промена, за измени во Законот за благосостојба на животните. Јас присуствував во својство на председател на кинолошки клуб Македонски паничар во Собранието на Република Македонија минатиот вторник, каде што беа присутни председателот на кинолошки сојуз на Македонија Ѓордан Кристовски, Илија Каров, председателот за Карамани, Бони Бонка, директорот на Агенцијата за храна и ветерина, председателите на Сдруженија за заштита на животни, а седницата ја водеше партиничката Моника Зајкова и Морачан. На тој состанок беа изложени сите ставови и од Агенцијата за храна и ветерина и на Сојузот и опасностите и промените кои треба да настанат во тој предлог закон за да не настане поголема штета од она за која треба да се донесат тие измени. Целта е за да се намали популацијата на улични кучиња, да се кастрираат сите домашни миленици, или да си го кастрираш, или да си регистрираш одгледувачница. Сега каде е проблемот? Со едно куче дома како да регистрираш? Со едно куче дома, па и тоа куче ако е машко, јас не знам како тоа машко куче ќе придонесе за зголемување на бројот на кучиња, меѓутоа и тој мора да регистрира одгледувачница. Мене не ми е сватливо, ако некој знае да го објасни тоа,
Ова важи исто и потполно истото и за мачките. Ајде друго прашање. Дали сите домашни миленици кучиња влијаат врз зголемувањето на популацијата на улични кучиња? Дали е тоа можно и зошто сите би биле кастрирани и зошто нема санкции за оние несовесни собственици на кучиња, чии што кучиња или тие собствениците сами предонесуваат за зголемување на популацијата на улични кучиња? Зошто не се обидат, например, зошто не се направи обид да се регистрираат тие моменти, а наместо тоа се прави еден неприроден потек со кој што се кастрираат сите домашни миленици кучиња? Се прекинуваат лози. Еве каде е проблемот и ќе нам правам доколку времето дозволува мала дигресија за да видиме како со закон една раса изумрена во Македонија, раса на куче и изумрена во цела Југославија. Исто ваков закон. Значи, македонскиот хрт е раса за која јас најдено објавивме книга, напишаме предлог стандард и сме во догледно време со намера да почнеме и да ја возобновиме таа изумрена раса која е имал и самиот Александар Македонски. Постоела во Македонија до скоро, во склоп на тогашна Југославија, кога се донесува закон за заштита, за да се заштити дивечот, се донесува закон да се забранат хртовите за лов. Денес немаме ни дивечни хртови, не само во Македонија, и во Србија, и во Хрватска нигде. Сега ќе ја прочитам некој патепис, етнографски запис од Македонија, со кој се потврдува дека постоеле уште 3 минути. Уште 3 минути? Добро. Патопис на француски вероучител Роберт Етре од 1665 година до 1669, кој му бил придружник на идниот француски амбасадор во Турција, кој патувал за Истанбул, запис, опис на лов во Македонија на планината Баба. Кога стигнавме до Баба, на 6 милји од Лариса, видовме големи подготовки за лов, каде што султанот требаше да оди подолго време. Тоа го принуди господинот амбасадор да прати еден од своите наблюдувачи за да го праша главниот кајмакам дали може да му возможи аудиенција кај неговото величество пред да тргне на лов. Ние останавме на Баба да чекаме одговор и за тоа време имав можност да видам еден дел од подготовките на тој лов. Имав задоволство да избрам до 200 луѓе, од кои секој имаше по 2 рта, со необична убавина, не само затоа што повеќето од нив има долги свиснати уши, туку затоа што беа и шарани со разни бои, сина, црвена, зелена и друга, зашто јас мислам дека беа бојадисани. Овие ртови беа толку силни што може да се водат само 2 и тоа врзани со синџири за вратот. Идеме се селиме од 1665 на 1927 година, етнографски запис од Гевгелија. Објавен во книгата Српски народни обичаи во Гевгелиската каза Стеван Тановиќ, српски учител кој во Македонија тогаш во кралството на СХС биле праќани српски учители за асимилација на македонци. На Митровден, по обичај ловџиите од околните села одат заеднички на лов по цел ден. Во тие околности преку полињата, ридовите и долините крстосуваат по 200 до 300 души и лова. Ова се вика Митровски лов или на турски Касим Аф. На ловецот при лов му помагаат загар и тазија. Загарот е куче со средна големина, црвено влакно со големи клемпави уши и со големи ноздри. Тој може само да намириса каде лежи зајакот, додека тазијата изсушено високо куче со клемпави уши со тенки нозе во 100 скока го стигнува зајакот, го фаќа за врат и го фрла на земја. Загарот кога ќе ја намириса трагата лае одејќи по искривена линија, а тазијата само трча без каков и да е шум и ларење. Сега, значи, во таа Југославија во која била во склоп и Македонија, еве примери дека и во Хрватска соделували и во Србија. Јосип Итингер, книгата се вика Хрватски ловџија, објавена 1897 година. Хрт погонац. Хртот во Хрватска многу се користи за лов на зајаци и лисици. Тој е добро познат со својот надворешен изглед, поради што не е потребно да го опишувам. Хртот го гони зверот до тогаш, тој кога го гледа, затоа што има лош нос. Према хитрост во трчањето има способност добро да фати. Хртовите кога не гонат ги врзуваат од 2-3 на синџири, кога гонат
кога ги следат ловците на коња, тоа германските ловджи го нарекуваат хадзајк. Сега доаѓаме до 1976 година, 2 години пред откако сум се родил, ајде денес веќе го немаме хартов никаде. Во книгата Ловечки прирачник, издадена од Ловечки киноловечки сојуз на Социјалистичка република Србија, е за осведочено дека 1976 година хартовите се уште се одгледувале во селата. Хартовите повеќе не се ловни кучиња. Ги споменуваме овде заради тоа што се познати стари кучиња, некогаш радо користени во ловот, но и заради тоа што денес ловот со хартови е забранет. Можат се уште да се сретнат во селата каде ги користат за ловократство, но исто така се гледат и на изложби како луксузни домашни кучиња. Ловот со хартови е забранет. Таа забрана се уште постои, значи од тоа законодавство од Југославија сите републики го преземаат, но фактот е дека тој закон не вика да се уништат сите кучиња, сите хартови. Се забранува нивниот лов. Овој закон вели кастрација не мора регистрира прилувачица, нема да регистрира прилувачица. Иде по полесниот пат, ќе го кастрира кучето, а процесот на правење на раса, еве јас имам регистрирана прилувачица. Утрето кој се родил и сум ти го дал тебе, ти нема да регистрираш прилувачица. Да, ќе застане идеш по крвната линија, ќе застане, а мора да продолжи и од него линијата и нешто повеќе. Нема јасна дистинкција во промените на законот со кој се штитат исклучиво македонските автохтони раси на кучиња да се исклучени од овие ригорозни мерки за кастрирање. Ама со разговор, со диалог, мислам дека може да се надмине и ова. Да, и да се дојде до некој решение, да. За сите. Брагата Костовски, Владко и Маријан, благодариме што утре бевте со нас, го исполнивме терминот предвиден за овој разговор. Остануваме тука, остануваме отворени, бидете истрени во намерата што повеќе раси да регистрирате и да опстанат како македонски автохтони раси на кучиња. Благодариме што беше. Благодариме. Почитувани, доведовме до крајот на емисијата Македонија наутро и останете во добро здравје, чувајте се од жештините и горештините кои што доаѓаат, следите ги препораките на лекарите и се разбира, гледате македонска телевизија во крајот на Македонија наутро за денеска.